Добро вечер, вие гледате анализа. Добро вечер и за моите гости. Александар Кржаловски, директор МЦМС. Петар Арцовски, пиар експерт, комуниколог. Добро вечер. Мојот колега Назим Рашиди. Добро вечер. Добро вечер. Добро, одиме веднаш со еврокомесарката за проширување Марта Кос, средба со Мицковски. Клучната порака без иако не треба да ја слушнаме пораката, веќе ја знаеме, без усвојување на уставни измени нема да има формално придвижување на Македонија на пристапниот процес. Но можеме да одиме со прилогот на Лепа Џундева. ЕУ е создадена со доверба, не со гаранции. Уставните измени се неопходност за старт на преговорите. Ваква порака испрати Марта Кос, еврокомесарката за проширување од Скопје. Изјави дека ја охрабрува владата да го почне процесот за вметнување на бугарите во уставот и порача дека ЕУ ќе работи заеднички на патот кон полноправно членство. Проширувањето на ЕУ не е изградено на гаранции кои што се даваат однапред, туку се гради врз доверба, обврски, посветеност, нивно исполнување и работа. Усвојувањето на договорените уставни измени останува неопходниот следен чекор за формално започнување на пристапните преговори и затоа уште еднаш ја охрабрувам владата да го започне процесот кој што наскоро може да донесе измени во уставот. На прашањето еврокомесарката како да се изгради доверба со членка на Европската унија која не признава јазик и идентитет, Кос изјави дека не постои рецепт и потсети дека ЕУ била создадена од довербата меѓу две држави, Франција и Германија, до тој момент непријатели. Изјави дека градењето доверба е и со почитување на меѓународното право, но и со сите 27 членки на Унијата. Довербата е важна, но како ќе изградиме довербата? Нема рецепти за тоа. Јас не сум она која што може да ви дава совети за тоа како да изградите доверба со вашите соседи. Но она што го знам е дека колку повеќе доверба имате, толку полесно ќе напредувате низ пристапниот процес. Можеме да изградиме довербата не само со добри зборови, туку и со добри дела. Може да градиме доверба со избегнување дејства и зборови кои што може да зголемуваат тензија. Може да ја зголемиме довербата кога ќе го почитуваме меѓународното право, ќе ги решаваме споровите по мирен пат. Дека не може да се дадат гаранции, Кос како пример ја издвои Украина, која доби зелено светло за кандидатски статус, но потоа беше блокирана од Унгарија. На прашањето премиерот Мицковски пак на каква карта ќе игра владата и која е опцијата ако пораките од Брисел за уставните измени и гаранциите се јасни, порача. За нас нема во моментот никаква друга опција, ниту план Б. За нас единствена опција е членство во рамките на Европската Унија и посветеност во делот на испораката на реформите. Истовремено остануваме доследни на ставот дека секое трајно решение треба да биде засновано на взаемно почитување, заштита на националното достоинство и јасна предвидлива европска перспектива. Кос денеска ја пофали земјата за реформската агенда. Изјави дека до 15 јули очекува 100% реализација на 10 реформи со истечен рок, вклучително и донесување на изборниот законник и повика на меѓупартиски консензус. Најави дека Македонија ќе добие дел од неискористените средства од планот за раст, што не ги искористија другите земји кандидатки. Добро, се враќаме во анализа. Можеме од Кржаловски, секогаш почнувам од лево на десно. Добро, јасно е дека, како вели Марта Кос, не сум јас она која ќе ви даде совети како да изградите доверба со вашите соседи. Јасно е дека Европската Унија нема намера воопшто да седне Бугарија на маса и да разговара со неа. Па да, на кратко сумирана посета, иста мета, исто одстојание, нема ништо ново ниво ставот на Марта Кос и на Европската Унија. И на Мицковски, да. На Мицковски, точно така и на владата, значи сме на исто место како и пред 2 години, кога отприлика беше одбрана оваа влада, но и како што сме пред 4 години, кога се донесе, односно предложи тој францускиот предлог и во отприлика ова време во парламентот се усвои преговорачката рамка,
што ако се вратиме во тоа време е основата на проблемот и сега, што јас често го кажувам, што тогаш не се постигна консензус и не се направија тие широки консултации кои председателот Пендаровски во тоа време ги најави и владата ги почна, но многу брзо ги заврши и за 15 на дена сето целиот процес се заврши, наместо да се брза тогаш, да се фати некој рок за еден од состаноците на Европската Унија тогаш, да се донесе таа одлука за почеток на преговорите со одложено дејство, би рекол. Тоа не заглави во овие 4 години. Велите дека таа гарнитура не заглави практично. Ама апсолутно. Проблемот е што не се постигна консензус и кога ние се расправаме, ја ви ден денес пак не може да седнат да се. А зашто имало во оваа држава консензус? Ако барате инсистирате... За изборниот законник. Не гледам консензус за изборниот законник. Тој што законник. важи е се донесен со консензус, а дори не се постигна и мислам дека е консензус да не се донесе, да остане вака како што е. Во тоа е консензус. Така да, мислам дека таму потекнува тоа и нема напори да барем кај нас се постигна тој национален консензус, да имаме еден став кон надвор. Бидејќи меѓу другото Бугарија тоа го постигна уште тогаш. Таму имаше само 4 гласа воздржани, немаше никој против тие две резолуции што ги донесва и го покажа единството и Европска унија. Као, окей, тоа е ставот на Бугарија, кај вас вие договорете се. Што ќе кажете едните? А како да дојдат до консензус, моето прашање, ако гаранци вели по кој знае кој пат е Марта Кос и сите тие функционери? 2009 исто имавме ние резолуција во собранието. Проблемот е што со Преспанскиот договор се прекрши таа резолуција без да се прашаат пак пратеници. Значи и тогаш не се постигна оригиналниот греф е со Преспанскиот договор. Процесот, односно колку дали е добар, не коментирам дали е добар или лош и што ефекти постигна, барем сме членови на НАТО, како што беше едно од целите, ама постапката не беше во ред, односно не се така помине референдум. Па добро, ако чекаме некаков консензус на кој инсистирате, тоа значеше дека би значило 30 години, 300 години. Би биле зациментирани и околу НАТО, и околу Преспанскиот, Пржинската, Охридскиот. Рамкове на кој се враќаме. Тоа е сега овакво, тоа сите викаат и Европската унија, Бугарија посебно викаат, добро, ако не кете вие следните ќе прифатат тоа што не прифаќате вие и ќе чекаат да се смени владата тука, да дојде некоја влада која ќе го прифати тоа. Да. И затоа викам дека е тука проблем. Да. Добро. Петар Арсовски, гледате ли вие на вистина проблем околу консензусот? Затоа што не е разумно да се очекува консензус во вакви околности, со вакви политички партии кои 30 години гледаме дека никогаш не постигнале за ништо консензус конечно. Па, видите, точно е дека консензус за главните стратешки правци на државата ние не сме имале никогаш, почнувајќи од референдумот за независност, сакате Охридскиот рамковен договор, сакате Преспанскиот договор и така. И тешко е да се очекува од партиите дека ќе најдат заеднички јазик, бидејќи секогаш во нивната калкулација влегува нивниот партиски рейтинг и популизмот и борбата за власт. Така и во референдумот кој го спомнува Александар, една од партиите одлучи да го бойкотира, а не да ги победи другите партии со поголем број гласови, за потоа да може да тврди дека референдумот бил неуспешен, бидејќи гласови кои не се појавиле на референдум, демек биле против. По истата логика, јас би можел да кажам дека сегашната председателка е нелегитимна, бидејќи за неа не гласале повеќе луѓе на избирачкиот список од што гласале. Така што таа аргументација која ќе влезе во една домашна политичка логика, се распаѓа во својата суштина, бидејќи прашањето не е дали ние ќе мора да платиме некаква цена или не, ќе мора да платиме некаква цена. Прашањето е, ние можеме да дебатираме сега за цената која сме подготвени или не сме подготвени да ја платиме. И тука има повеќе опции. Но во основа тоа што го гледам по последнава динамика, бидејќи и во твојата најава и сега, релативно досадно изгледаат изјавите и на премиерот и на Кос. Не моравме воопшто да ги слушаме, ќе знаевме што ќе каже. Едната својата позиција, другиот Но упорно доаѓаат европските функционери во Македонија. Тоа што го забележувам како динамика е дека притисокот од ЕУ се намалува. Значи, ние порано сме имале една асиметрична ситуација. Нашите политичари, особено овие од десната страна на политичкиот спектар, се противеле, но имало засилен притисок од ЕУ.
добивам впечаток дека ЕУ ќе го задоволи својот апетит Со Црна Гора. со Црна Гора, Албанија, Украина, Молдавија, што и да се случи, и дека притисокот кон нас ќе се намалува, што за нас е секако лоша вест. Бидејќи оставени сами на себе, тешко дека ќе најдеме некакво креативно решение, особено имајќи предвид дека веќе онаа дисонанца која постоеше во ЕУ. Официјалната Европска комисија велеше требаше да се направат уставните измени, но билатерално земјите членки, особено Германија и Франција и така натаму, велеа дека може да се случи некакво креативно решение, може да се... Сега тие гласови за креативно решение ги снемува. И ние доаѓаме во една построга позиција на ЕУ кон нас, одошто што сме имале претходно. Зошто немаат слух? Зошто одбиваат да ја вразумат Бугарија? Не се работи за Бугарија. Да. Добро. Сега, Да се согласи. да не се навраќаме историски, сегашната преговарачка рамка и попуштањето од декларациите кои беа донесени во бугарското собрание, кои де факто им забрануваа на бугарските пратеници да ја пропуштат Македонија напред кон Европската унија, се случи во време кога беше распадната и владата и парламентот. Сведоци сме сите ние на масата колку беше тешко да се постигне и тој компромис. Тој компромис сега и дозволува на Бугарија да каже: ние нашиот компромис го направивме. Сега е тоа. И тоа предвидувавме дека ќе се случи со Радев. Дека тој ќе тврди ова не е бугарска, туку европска позиција, топката е кај Скопје. И ние сега играме пинг-понг не со Софија, со Брисел, кај кого е топката. Доаѓаме, нашиот премиер вели топката е во Брисел, тие треба да најдат начин како да не примат. Брисел доаѓа вели топката е кај вас, вие треба да ми правите уставните измени. И ние имаме еден разговор на глуви. И на губење време. Погодете во тој разговор кој ќе победи. Ево, се разбира. Само е прашање на време. Да. Добро. Назим Рашиди, спремно рековте да, не се работи за Бугарија да се вразуми, но може тоа да го стори ЕУ. Прво, за жал... Околу тие гаранции за идентитетот. Така, сите тука ние знаеме и мислам дека во политичката битка понекогаш се наметнуваше некој наратив кој не е реален. И ова на јавноста мора да им кажеме, ние да ја кажеме, ние што ја знаеме. Веќе Македонија не преговара со Бугарија. Тоа е завршена работа. Сега се ставови со преговарачката рамка на Скопје и Брисел. Ако ова не ни се допаѓа, тоа е окей, прифаќам, сме дискутирале, можевме да биде подобро, не можело да биде добро се до тоа. Ова е завршена работа. Брисел, кога зборува со Скопје, со нас, зборува со тон на сериозност и на сериозна држава, на која им вика на нашите челници, било кои да се тие, ние имаме еден договор што двете страни треба да го спроведат. Окей? И затоа бугарската страна во овој контекст е раат, ако можам овој збор да го кажам, бидејќи тоа е завршена работа за нив. Ова е една работа. Вториот момент е што сакаме ние сами да направиме. Какви мостови ние сами треба да изградиме со Бугарија за да се надмине овој страв дека повторно ќе има теми од идентитетски аспект. Кога се работи за техничкиот дел помеѓу Скопје и Брисел, се е завршено, се е јасно. Завршено во смисла на тоа што кој треба да направи. Океј? Ние ова мора да го кажеме јавно, луѓе. Не можеме да излеземе и да кажеме, имаше тука такви наративи од невладени, од владени, од секакви, дека можда ние може да ја смениме преговарачката рамка. За сега ова не може да се случи. Од кога ова ќе го разбереме како општество, како политичари, како сите, би требало да почне вториот момент, зашто јас веќе сум загрижен како граѓанин на оваа држава. Да се вразуми власта? Немаме разговор. Немаме ние соодветен разговор. Видете каква политичка дебата се води. Јас сум за, ти си против. Ти си виновен, јас не сум виновен. Ако ние не сваќаме дека сме дошле во одредена ситуација која ја објаснив, ајде, како да кажам, пријатели, другари, браќа, сестри, како сакате да кажете, да седеме да видиме кои би биле нашите чекори. Сега сите наши политичари викаат дека ние немаме втора опција.
Ако веќе ова е јасно дека ние немаме втора опција освен ЕУ, така, еве го слушаме премиерот, ги слушаме опозиционите партии и сето тоа. Не значи. Во самата суштина ништо не значи. Тука сакам да стигнам. Ако ова веќе нема друга опција, тога треба да седнеме сите заедно и да видиме како ова да го решиме понатаму. Тоа што гледаме, па еве, сите како општество, како политички партии, и албанските партии, и македонските партии, сите викаат дека немаме друга опција освен ЕУ. Сега тогаш ние сме во оваа ситуација. Да изгубиме таа опција во исто време. Да, во овој момент треба да има поопширен, послободен разговор, да видиме како ова да го решиме. Какви можности и мостови може да изградиме со Софија, за да може еве вакви овие стравови што постојат, да некакви гаранции, ако сакаме, веќе тој збор може да го користиме, за да може да се постигне тоа што сите го знаеме дека треба да се направи, а се уставните промени кои ги спомнува Брисел. Значи, ние не можеме да направиме, и ова мене стварно понекогаш стварно ми е жал, гледам и реакции, и сето тоа луѓето е емотивни, и сето тоа се тоа разбирливо, ама не може тоа да направиме дебати врз илузии. Илузии кои не се реални. Реалноста е следна. Мора да го има, ова има преговарачка рамка, многу е јасно и како таму таа да се постигне. Сите викаат дека еве ќе го смениме уставот само да има гаранции, само да има ова. Дај да работиме сите заедно како општество во овој контекст за да може ова да се постигне. Тука ќе престанам, па после ќе дадам и во контекст на геополитиката. Ја бев во Брисел, во Европскиот парламент, со еден проект, не е битно, но таму се сретнав со многу челници, европски челници, кои работат директно за Западен Балкан. Сите без исклучок, ама сите без исклучок викаат дека сакаат Македонија да биде дел од овој воз на овој прозорец на проширување. Добро, и Македонија велите дека сака да. Да, сега мора ние како општество да сватиме дека вакви геополитички прозори, вакви можности не секогаш се отвараат. И точно е дека и тоа на граѓаните јасно треба да им кажеме, дека после 2 години можеби власта ќе се смени во Франција и се може да пропадне и не знам што, но ние ако немаме втора опција, ние не смееме да запреме. Не смееме да запреме само со овој наратив дека еве мора ова, ама ова дали може да го смениме? Не можеме да го смениме. Луѓе мора да бидеме јасни. Добро, вие мислите така. Да. Мислите така. така. Тоа што, ма не не само јас, еве и моите колеги тука исто го мислат за овој дел. Проблемот е како да се постигнат тие гаранции и како да се постигне моментот, како да се постигне тој момент да бидеме сталожни како општество дека нема да има други идентитетски прашања, а други прашања ќе има за кластерите и за сето тоа. Но еве тука ќе престанам. Да, добро, идентитетските прашања сакаш Арсо само неколку мали дигresии. Добра? Видете, промената на уставот, ако го земете целиот волумен на преговарачката рамка, едно од поедноставните прашања со кои Македонија ќе се соочи на преговорите со ЕУ. Exactly. Ние во текот на преговорите имаме многу покомплицирани прашања да решаваме. Да не збориме за реформа на владење на право. Не, сега идентитетските прашања се на маса, нема причина зошто да говориме за. Ама не, значи, нашата политичка елита инсистира дека внесувањето на бугарите во уставот и отварањето на преговорите како по автоматизам значи ја отвора Пандорината кутија дека ние сме прифатиле да разговараме за тезите на Бугарија дали ние сме македонци или бугари. Тоа не е точно. Вие можете, односно преговарачката рамка е така напишана, вие можете да завршите уставната обврска со внесување на бугари, црногорци, хрвати во устав. Да ги почнете преговорите, да ги отворите fundamentals. И понатака во текот на преговорите, ако се појават идентитетски прашања, да ги напуштите. И да ги прекинете. Не значи по автоматизам дека ако вие сте го прифатиле уставот, дека сте ги прифатиле сите унилатерални барања на Бугарија. А и на таква хистерија и параноја се создава македонскиот политички дискурс. Тоа е прво. Второ, едно нешто со кое не се согласуваме со Назим. Не е точно дека ние не можеме да ја смениме преговарачката рамка. Можеме, на полошо. Ние можеме, не би било прв да ги прекинеме преговорите сега. Формално постои таква процедура. И да побареме измена на преговарачката рамка така како што ни одговара нас. Но нашата емпирија претходно и со Преспанскиот договор со проблемот со името. И сега, знаете како била донесена преговарачката рамка, најверојатно ќе резултира со состојба која ќе биде за нас полоша од оваа сега.
Инаку, ова лимбо, ниту ќе ја почитувам, ниту ќе го спроведувам договоренето, ниту ќе го раскинам договорот, тоа е таа што не држи во статус кво. И ние вака можеме во недоглед. Да. Србија очигледно, Србија вака еклатантно изгледа дека така ќе прави во недоглед. Како и Турција, впрочем. Турција 35 години е во оваа ситуација, можеби повеќе. Но морам тука само нешто да кажам. Нема од тоа што сум видел јас до сега. Не сум видел, еве сум сретнал со секакви луѓе, знаете дека ние со оваа проблематика се занимаваме со години, дека има можност или некој рекол до сега дека може да се преговара повторно. Моментално такво нешто нема од Европска унија. Од Европската унија сите сигнали, вклучувајќи и изјавата денеска, почитувајте преговарачката рамка која е стигната. Ако имаше сигнали дека може повторно да се влезе во втор процес на преговори, ќе се согласам со тебе, ако такво нешто има, тогаш ти не си сигурен дека ќе го постигнеш. Да, ама ние сме во тие позиции, така? Во моментот такво нешто нема. И затоа реков, не смееме ние да кажеме сега во јавноста, да дадеме некакви изјави дека еве сега може нешто да промени. Во овој момент не сме во таква ситуација. Знаете што, функционери на ВМРО ДПМН, да ве подсетам, еве заменик министерот за надворешни Зоран Димитровски пред 2 недели беше мене гостин и кажа дека има прилично земји кои се расположени за гаранции и дека лобираат таа бројка да се зголеми. Ама види, Билјана, извини, гаранции може да се најдат тие што ние може да ги кажеме. И јас тоа реков. Ние како општество сите, реков дај да изградиме разговор, како овој мост да го надминеме. И тоа е во ред. Но без исполнување на оваа преговарачка рамка такво нешто не може. Значи тоа е нешто плюс. Тврдат дека може. И тоа е нешто плюс што некоја држава од големите држави може ќе даде некоја гаранција, може нешто ќе каже. Тоа е во ред, но во моментот но јавно не кажуваат овие држави кои се чуваат во тајност конечно. Сакавте нешто Арсовски па не сакам да монополизирам разговор. Добро. Ајде Печаловски. На што инсистира Питар Арсовски, како вели, да ги започнеме преговорите и да излеземе во оној момент кога на маса ќе бидат идентитетските прашања. Доколку бидат? Ние работиме под претпоставка. Јас велам ако, вие инсистирате на доколку. Така. Прво, точно е што вели Назем, нема во моментов нема елементи за репреговарање на рамката. Теоретски е можно, нема причина да не може, ама тоа бара повторно согласност од сите 27. И тогаш ќе се случи тоа што го вели Петар. Бугарија ќе рече, може, ама полошо. Тие работи еве јас ќе бидам уште потврден, можеби ќе биде подобро. Јас тоа не знам, ама ти ако влегаш у тоа второ полувреме што многу луѓе го зборуваат за секакви прилики, тоа никогаш не значи дека у тоа второ полувреме ти ќе добиеш повторно повеќе. Ние треба да имаме разговор, Александар, во нашето општество отворено и да кажеме во ова позиција сме, што ќе правиме за стратешките цели, да не те прекинуваме. Точно тоа го кажувам со консензусот. Значи, Европска унија го постигна консензусот за преговарачката рамка со сите 27. И нив е многу потешко се повторно пак да прашуваат сите 27 ако нешто се смени. Пашка, кај нас нема консензус за тоа што сакаме. Затоа викат прво договорете се. Било ли за идејата на Петар Арсовски? Сметате ли дека е добра да се започнат преговори и доколку, а не кога ќе бидат ставени на маса? Он ги кажа двете опции, да ако се договориме сите или да прекинеме, да се откажеме од. Ама еве премиерот денеска ви отврди таа можност. Не, вие, вас ве прашувам, дали сметате дека е добра идеја и дали вие лично би ја застапувале? Например, други колеги кај Институтот за демократија предлагаат вакви меѓурешенија, гаранции внатрешни. Да, ако се направат уставните измени, ние во самиот и во уставот, во уставниот закон, во други законски акти ставиме доволно огради или наши заштитни механизми. Па тоа е една од можностите. Кои автоматски би ги прекинале преговорите дури да дојде друга влада. А зошто мора во уставот тоа да биде за да биде заштита а да нема смена на власта кога ќе би прифатила и слично. Тоа е стравот, бидејќи истиот страв беше и со Грција. Ние 4 пати правевме големи истражувања пред да биде Преспанскиот договор, кога беше проблемот со името и на крајот беше прашањето што е стравот ако го смениме името. И најголемиот страв беше дека ова нема да биде последно.
И сега ние имаме доказ дека не е последна, значи и не е само Грција. Тогаш беше дека само Грција поминаме и готово. Велите дека е добро да се не ве разбрав добро или да се започнат преговори на овој начин? Добро е, ако имаме, мислам, очигледно е дека нема ЕУ да ги даде гаранциите. Не, вие дали инсистирате? На што? На гаранции. Не може да се дадат такви гаранции. Барем не може Еве од со уставот, таа идејата која спомнавте. Ова денеска што се случи е потврда дека тоа го нема. Тогаш Марта велите Кос го можеме повтори да тоа што е, ама она што застапуваат другите колеги е внатрешни гаранции. Ние самите да си Ова што Петар го кажува. Се согласувате ли? Да. Да. Но инсистирате на внатрешни гаранции. Па ја не гледам како би имале надворешни. И тоа го научивме, значи од една страна научивме дека не е само Грција и не е само тој проблем, и Франција и Бугарија не и оправдана заради тоа е оправдан стравот на граѓаните дека ова пак нема да биде последно. Добре. Знаеме дека не беше последно тоа со Преспа и за очекување дека и ова нема да биде последно. Добре. Од друга страна, знаеме дека ЕУ нема да го смени ставот. Нема да даде гаранции и нема да смени преговорачката рамка. И тоа не само функционира, премиерот го кажа пред недела две, дека не може да се констатирале дека не може да се смени преговорачката рамка. И што е заправо, ВМРО да помине ги направи работите што каже дека ќе ги направи, ќе проба да ги направи пред изборите, одложено дејство на уставните измени, тоа беше торпедирано уште првиот месец и од ЕУ и од Бугарија. Второто беше да се смени преговарачката рамка, еве и тоа конечно се констатира и во владините кругови дека е неизведливо, и трето, или дека ќе биде полошо, веројатно разбрали тоа. И третото беше да се покаже добра волја од Бугарија со регистрација на некоја од пресудите што се од Страсбург. Не гледаме дека и тоа се случува. Значи тоа што го наведоа, го направија и сега сите знаеме дека не може. Зошто тогаш ВМРО ДПМН не го отвори уставот? И да го вметне тоа за кое говорите, за тие гаранции. Зошто не даде такво ветување и се држат до тоа. Прашањето за мене е што е сега следниот чекор, пошто до следни избори имаше 2 години, а сега сите знаеме дека не може вака понатаму. И за мене ќе биде интересно, не знам дали ќе има во експозето на премиерот во понеделник, мислам, за пошто е нова влада, ако има ново, нели ќе има ново експозе, ме интересира што ќе биде формулацијата на премиерот за решавање на проблемот сега од кога имаме новиве информации и состојби. Не гледам јас нови информации и состојби, но не, сега е јасно дека тие работи што тогаш се кажува не поминат. За жал, овие работи ние ги знаевме. Изгубивме 2 години. Сега е јасно на владата. Сега ова е проблемот. Ова е проблемот што Не, сите што се занимаваа со оваа проблематика, што беа искрени, што стварно сакаат оваа држава да оди напред во овој пат, знаеа дека ова е невозможно што се бараше понатаму. Океј, повторно јас не сакам да се вратам назад и да правиме анализа кој е виновен, тоа цело време го гледаме. Ние после 2 години, еве, признаваме тоа што Александар вика, многу е јасно, значи се знае овие 2-3 работи што се вика дека може да се направи, сега е јасно што не може да се направат. Ајде да разговараме што понатаму. И сега, што ми смета мене како граѓани? Ние цело време сме се фокусирале на оваа проблематика, а не гледаме колку многу други бенефиции ќе има нашата држава ако е дел од Европската Унија. Гледајте, во сакате идентитетот, ВМРО ДПМН вели сакате идентитетот да го продадете за пари. Не ми е тоа поентата. Рековме, тоа се аргументите на ВМРО ДПМН. Ама Билјана, видите, во нашето општество единствена дебата е само темата за идентитетот, уствари стравот, само дебатата е стравот што ќе се случи ако се промени уставот и ако има страв дека повторно Македонија ќе се блокира на такви идентитетски прашања. Значи ние реагираме на илузорни стравови. Извини. Еве јас сепак ќе се повлечам и ќе речам дека не се илузорни. Така. И ќе се повлечам, еве ќе се затоа викам, окей, за мене тоа така изгледа, ама еве ќе се повлечам ако постае такви стравови, фајн, добро, во ред, ќе ги земеме предвид. Но не смее да дискутираме само за овој аспект, бидејќи сите овие работи можат подобро да се избранат ако си дел од Европската Унија. И пред да дојдам тука, ми текна ирскиот случај.
колегите кога знаате, веќе го спомнам уште еднаш, значи Ирска пред да стане членка на дел од Европската унија, ирскиот јазик не постоеше или беше скоро исчезнат. Само со фондови, со директиви, со милиони евра на Европската унија се врати ирскиот јазик и децата и таму сите луѓе го враќаат, бидејќи има такви директиви за точно одредени работи како се бранат идентитетите, јазиците, малите јазици и само во 2006 или 2007, не сум точно сега со годината, ирскиот јазик кој се речиси не постоеше, стана еден од официјалните јазици на Европската унија. Дај да бидеме малце попозитивни во смисла на тоа што тоа значи да бидеме дел од ЕУ. Нашиот проблем во Македонија е многу сериозен, е демографијата. Луѓето ни бегаат. Немаме сериозни поколенија не ни доаѓаат. Гледате какви статистики имаме. На место да бидеме дел од заедница каде што ќе имаме и огромни бенефиции, единствениот наратив, затоа викам бидејќи е единствениот, не дека не постои, го почитувам сето тоа што колеги го кажуваат, ама не смее дебатата да биде само на единствениот наратив, а тоа е страв, бенефициите за Европска унија, да бидете дел. Економскиот раст, дека сме трети во Европа. Ама не ти гледате, еве имаше услови кога сиромаштијата е над 23%. Еве во има прочита вест пред некое време дека Црна Гора е веќе вметнет во буџетите на Европската унија и речиси 3 милиарди евра таму ќе се вмета годишно. За извините, 3 милиарди евра за мали држави како нас, тоа е life changing, како да го кажам на македонски. Знаеш, ќе ни се промени животот тотално. Јас ви го кажав аргументот на Миланата ПМН. Не, но сепак за пари идентитет не се продава. И јас еве и тоа ќе го кажам во ред, ама нашата дебата е единствена само за таа точка. Така, не смее да биде. Мора да им кажеме на луѓето какви други бенефиции ќе имаме. На просечниот македонски граѓанин кој тоне во сиромаштија, најдобрата понуда во моментот е идентитетот. Да, а другите, а младите ни бегаат, зимаат пасоши од други држави, веќе можеби голем дел од нашите граѓани се дел од Европската унија, со сите бенефиции на Европската унија. Јас знам лични такви примери колку сакате и доаѓаат тука после и каква дебата правиме нуа само за овој дел. Не велам не е битен, ни еден момент тоа не го кажав, само кажав треба сите заедно да најдеме начин како понатаму и да отвориме дебата и да им кажеме на луѓето кои се сите други бенефиции. Да. Добро, сакавте Арсовски да завршите. Не разбирам оваа дебата, дека ние треба да отвориме сега дебата и да правиме консенсус. Еве зошто тоа е невозможно. Еве зошто не отвори инклузивна дебата за консенсус за националните линии сегашната влада. Сигурно треба. Сигурно ставот кој го има сегашната влада не го дели целото македонско општество 100%. Или сегашната влада кога беше во опозиција требаше да има инклузивен процес и да ги и да бидат вклучени, а сега они не морат да ги вклучат сегашната опозиција. Всушност, повеќе партии, особено тие на албанците и дел од македонците, не се согласуваат со сегашната позиција на владата. Ако инсистираме на консензуална дебата, тоа правило треба да важи и за сегашната влада, бидејќи за извесен дел од нашето општество и нивниот став е радикален. Тоа е прво. Второ, ние не можеме да го гарантираме однесувањето на ЕУ или на Бугарија. Ние можеме да го гарантираме само нашето однесување. Ако сакаме гаранции, тие мора да бидат вградени во домашниот процес. Просто. Ние можеме да ги донесеме уставните измени и паралелно со тоа да донесеме лекс специалис, системски, со 2/3, кој ќе обврзе било која наредба влада, сме разборени. Да ги прекине преговорите доколку се појават непринципиелни прашања, надвор од копенхашките критериуми, се работи за страф. Се работи за нерационален страф, но морам да признам и за една психологија во која ние очекуваме Брисел нешто да не заврши работа, ќе најдат начин. Има еден таков елемент кој влече патопсихологија од Преспанскиот договор. Кај што велиме ние името го сменивме, се ни следува понатака. Ние бевме инаку БРМ. Не, да не заборавиме. Кога веќе говориме за сменување на име. Завршивте, можеме со реклами да одиме, па Кржаловски потоа. Останете со нас. Се враќаме во анализа, можеме да заклучиме дека го затворивме бугарското прашање и преговорите. Сега повторно скоро. Ова не е бугарско прашање, ова е македонско прашање на
Република Северна Македонија. Мора да го смениме наративот. Бугарија е окей сега, они викаат. Бугарското вето, прашањето за бугарското вето, кое е сигурно. Две реплики мали. И јас велам дека владата е најодговорна за консензусот. Да. Тогаш била таа влада, сега е оваа. Оваа треба да го инициира. И второто е дека за мене попреферирано решение да не преговараме, ама да речеме не сме за ЕУ тогаш, а не да тврдиме сме за ЕУ, а ништо да не правиме. Пошто ние, како викат и премиеров денеска рече, нема друга алтернатива, ама ние 33 години ја живееме друга алтернатива. Нит сме во Југославија, нит сме во ЕУ. Така да еве таа е алтернативата. Ако ни се свиѓа вака, да си останеме вака. И уставните измени веројатно сакате. Југославија со ќе тргнеме, па ќе баталени уставни, ќе си вратиме. Уставните измени да ги иницира власта. И за тоа Еве нека се поведе дебата, ако не се подготвени, нека отворат дебатата со другиве партии, со други, како што тогаш се напред. Гаранциите да се види што ќе бидат гаранциите, како ќе ги вградиме внатрешно ако не ги направиме. Ама да се движат работите, зашто што е работата на владата, не е да држи статус кво, како викаше познатата фраза, бродовите се најсигурни во пристаништето, ама бродовите не се направени да седат у пристаниште и владите се за да ги решаваат проблемите, не да ги одложуваат. Ајде околу Марта Кос повикува повторно на политички консензус за преостанатите обврски и тука е изборниот законник. СДСМ обвинува за изборна измама околу електронското гласање на диаспората, додека Мицковски вели на се е подготвен да попушти, но електронско гласање мора да има за диаспората. Може со вас, заради тоа што Крчаловски сега говореше. Значи, секако дека има известна политичка мотивација кај власта да го пробутка гласањето на диаспората на полесен начин, бидејќи традиционално ВМРО-ДПМН не добива 5-1 во диаспората. Но ако го тргнеме тој политички мотив на страна, дебатата околу тоа дали диаспората треба или не треба да гласа за македонското општество е завршено. Ние изборниот законник ќе разговара за тоа како ќе гласа диаспората. И јас сум еден од тие кои смета дека диаспората, особено оние кои не се даночни резиденти во Македонија, кои не плаќаат основни персонален данок, кои не плаќаат овде, не треба да гласаат еднакво како оние кои овде живеат. Бидејќи и кои страдаат. Бидејќи не живеат овде, одлучуваат за судбини кои не ги споделуваат и така натаму и така натаму. И дека во таа смисла можеби за нив треба да се направи башка изборна единица како што имаше порано, да имаат ограничен број пратеници и така натаму. Но таа дебата е завршена со уставот и со правото секој што е запишан во избирачкиот список да може да гласа. Сега е прашање како да гласа диаспората. Значи, дали диаспората ќе патува 3000 километри до првото гласачко место, тоа е како нас првото гласачко место да ни го преместат во Штутгарт. И ние да треба да патуваме до Штутгарт за да можеме да гласаме. За тоа збориме. Не се согласувате со опозицијата дека ова изборна измама би била организирана преку електронско гласање? Мислам дека истите услови треба да важат и за диаспората, и за овие кои гласаат овде. Доколку овде има отисокот прст, зборевме за тоа, треба и за нив да има. Доколку се овозможи за нив електронско гласање или гласање по пошта, треба да се обезбеди да се овозможи и за домашните гласачи. Доколку диаспората под исти услови гласа, немам никаков проблем со тоа. Но не е тоа сега на маса. Сакам да кажам, дебатата не е околу тоа дали диаспората има право на глас или не. Таа секако го има. Прашањето е каква логистика државата ќе им обезбеди за тие да можат да го остварат своето право. Ние ако сакаме да дебатираме за тоа дали диаспората треба или не треба да гласа електронски, тоа е замена на тези. Ние треба да дебатираме за тоа дали диаспората треба да гласа еднакво како овие луѓе овде. Ако е веќе така, тогаш треба под исти услови. А вие ќе дигитализирате Македонија според ова што го говорите? Заради тоа што нема воопшто на повидок можност да биде дигитализирана Македонија? Не е точно дека не може да се дигитализира. Па зошто тоа не се стори? Македонија е мала земја со малку изборни места, релативно лесно може да се направи електронско гласање. Па зошто тоа не се прави? Естонија е скоро колку нас. Не знам, да, нека заврши Арсовски. Ако веќе за диаспората има можност да се гласа по пошта и електронски. Вие инсистирате и за вас. Зошто не? Јас се иземам заради тоа што не инсистирам. Јас повеќе инвестирам во оваа држава од што диаспора. Да.
заради тоа што нема основни услуги и дигитализирани воопшто не се институциите конечно, не се вмрежени, тоа постојано го говори Стефан Антоновски, министерот за дигитализација. И одеднаш барате да гласаме. Невозможно. Од технички аспект, тоа што викате колку и како може да се направи, искуствата што јас ги знам, може да се направи. И еве Естонија, сум видел таму и лично, дури во текот на денот можеш и да го менуваш твојот глас неколку пати ако тоа сакаш. Ве молам, немојте да давате вакви идеи. Значи, такви можности имаше. Значи, толку им се дава можност на граѓаните. Значи, но сепак има процедури технички како тоа се прави. Не навлегувам на тоа. Но ние тука дебатата во овој контекст се согласувам со Петар, бидејќи Уставот им дава на сите граѓани на оваа држава да гласаат. Завршена точка. Вториот момент до сега како функционирало е тие што сакале да гласаат доаѓале тука или имаше процеси нели кои организираа по амбасади кој беше многу комплициран бидејќи тие што живеа подалеку не можеа да одат да гласаат и сето тоа и нели повеќето луѓе не гласаа. Но тука се отвори уште една дилема, може за локални, нели, ако ја отвариме таа тема, фајн, ама не може за или не може за локални, ама може за председателски и за парламентарни. Да. Сега, ако некој што не е тука, не би требало да гласа воопшто. Така. Сега, не сакам да влегувам во детали. Тоа е истинската дебата. Да. Али ако ги оставаме да гласаат, а Уставот им дозволува, они до сега треба да гласаат за сите. Нашата диаспора, сега што нарекуваме диаспора? Така, диаспората се тие што живеат многу подалеку од нашата држава. Ако доаѓаат тука, ако поготово во летниот период, ако инвестираат, ако трошат толку пари, ако праќаат ремитанци, ако се толку активни, што значи тоа, колку си присутен тука или не? Така? Како тоа ќе го одредиме? Отварам дилеми, немам одговор. Не може така да ги селектирате. Не, можам, еве ќе ти кажам зошто. И да ги елиминирате. Бидејќи во исто време има многу наши граѓани кои работат у Хрватска, кои работат у други држави, кои исто така не се толку долго во нашата држава, како сега ќе ги поделиме кој како бил тука не може да и колку време? делите. Така, затоа оваа дебата треба да биде поотворена во смисла на тоа. Ако решиме, а се согласувам, Уставот им дозволува да гласаат, како да биде по практичен начин и ако тој начин го наоѓаме, треба да гласаат за сите избори ако веќе сме им ги дозволиле. Или тогаш треба да има сериозни промени во Уставот и во законите и да кажеме овие може да гласат, овие не можат, ако си тука толку не може, а тоа не знам, не сум сигурен, веќе консенсус зборот го употребувавме, дека има простор за толку промени и толку простор за консенсус за такви огромни промени. Да. Добро, ајде Кржаловски, ве молам, вашиот став. Се чудам малку како ова воопшто стана прашање во рамки на изборниот законник, уште повеќе како е тоа главно прашање. Значи, па јас претходно кажав, економскиот раст не може да биде главно прашање и мора да биде ова. Не, ако е Марта Кос ја слушаме пак, беше единствениот закон што требало се донесе, уште не е донесен и даде изјава дека се надева ќе се месецов ќе се направи тоа. Ма не се изборниот законник е тема сите изборни циклуси наназад, иако МЦМС бар 15 години го следиме изборниот процес, иако не сме учествували во изработка на изборниот законник по специјализирани граѓански организации како МОСТ и Цивил порано учествува, ама барем последниве 10 години дебатата е дали ќе биде една изборна единица наместо 6 и дали ќе има отворени листи. Мицковски рече може. И сега, за една изборна единица. Што е трикот? Јас зашто мислам дека е ова главна дебата, за да не се реши таа другата. Односно сите овие години се саботираше таа идеја и ако не можеш да не се согласиш со идејата, саботирај го процесот или измисли друга тема за да се одвлече вниманието и да не се реши. Не гледам од кај испадна ова, бидејќи до сега воопшто не беше воопшто ни спорно, нити се дебатираше во круговите во кои учествувавме изборниот законник. Така да ми личи на уште едно консензуално одолговлекување за да остане главниот систем вака како што им одговара на големите партии. Иако сето тоа е за 3-4 пратеника повеќе, дали ќе биде една изборна единица, ќе се смали ќе добија некоја од помалите партии еден пратеник,
2-3 партии ќе добијат, една можеби ќе добијат 2 пратеника, поголеми веќе имаат 3-4, максимум 6. Александар, знаеш, понекогаш и еден глас огромна така промена. затоа не сака да се откажат од тоа и е малку чудно. За еден глас или се прават уставни промени или не. Така е. Видовме какви процеси поминавме. И тоа е објаснението веројатно зошто се трга на страна се главно прашање дали ќе биде вака или така, а со друго прашање се саботира процесот и на крај нема да се донесе тие измени кои треба да се донесе. Да. Ќе остане статус кво како што Иако е претходно решение, беше. нека се донесе еве сега за се за што има консензус, па ова со диаспората нека состои, има до следните избори време да се издебатира, да се постигне. Да, отворените листи исто така беа опција една, кој На која никој не се согласува. Да, делот од албанските партии тоа го спомнуваат, моделот од Косово најверојатно го земаат како предвид. Има секакви анализи дали е добро, дали е лошо, не навлегувам на тоа. Има импакт бидејќи нели граѓаните сепак ги бираат и која партија и кои пратеници од таа партија, по-демократски е вака ако го објасниме, но еве и тоа прашање. Така да. Петар не е најстручен веројатно од екипава тука, но у принцип е јасно дека вакиот изборен модел одговара на поголемите партии и затоа го држат. И она со отворените листи дека ја неутрализира на некој начин пресудната улога на лидерот на партијата кој ќе заврши на водечките места, бидејќи ќе го одземе тој механизам на моќ од лидерот на партијата за било која партија. Да. И тоа е предпоставам борбата. Да. По-демократски е вака, но точно имаше интересна дебата пред 2-3 месеци професорот Марко Картолиц од правен факултет. Јас сум за една изборна единица отворени листи, ама вика пазете што посакувате, може да ви се случи, зашто и тоа си има своји мани. Така, вика после нема да може влада да се направи. Холандија преговараат од 6 месеци до година дена зашто е расцепкан парламентот и потешко е да се стигне да се формира влада или како што прават италијаните секоја година нова влада заради тие претумбаци. Така да се си има предности и мани, ама барем до сега дебатата беше дека треба да се оди кон една изборна единица и отворени листи. Знаете колку време ја слушаме таа дебата и сме правеле тие дебати. И Околу затоа медумската кампања или сакате нешто да додадете? Само една-две реченици. Моделот на една изборна единица има за цел да изедначи тежината на гласот во целата територија на државата. Ние во моментот имаме изборни единици каде се потребни 9000 и нешто гласови за да се освои еден пратеник и изборни единици каде се доволни 5000 и нешто гласови да се освои еден пратеник. Така, ако целта на моделот е да направи најточна, прецизна математичко пресликување на расположението на граѓаните во составот на парламентот, нема подобар модел од една изборна единица без изборен праг. Бидејќи природен изборен праг се 7000 гласа. Што се однесува до отворените листи? Таму целта е да се намали лојалноста само кон партиските лидери на пратениците, туку да се направи една малку посериозна врска помеѓу нив и нивните конституенти, бидејќи конституентите би влијаеле на распоредот на пратениците, кој прв ќе се најде во собранието. За да се избегне италијанско сценарио, како што вели Александар, постојат хибридни модели, а тоа се првите 5 пратеника на листата да ги одреди партијата, останатите да имате така наречени преференцијални гласови. Бидејќи што може да се случи, тоа е точно. Ако вие имате изборна единица и паралелно целосно отворени листи, секој гласач ќе треба да најде 120 пратеника и да ги означи на тие 120 пратеника кој треба да влезе прв во собранието, кој не. Значи гласањето може да трае 15 минути по човек, односно 10 дена за цела држава. За Македонија многу повеќе од 10 дена. Така што треба да се најде некаков модел кој ќе обезбежи и некаква стабилност, но по мене поважна е таа трансформација апсолутно точно одошто дали ќе гласа диаспората или не. Ајде околу левица само. Сега има така е. Да, околу медиумската кампања за која навистина левица протестира веќе долго време. Не е само сега. И е иземена од финансискиот колач. Со право велите. Со право протестира. Да. Нашиот модел во кој ние како граѓани преку нашите даноци плаќаме за изборните кампањи на политичките партии, што вака изгледа сулудо кога ќе го кажете, при тоа и дискриминаторски. Ги едначи првата
партија на власта и првата опозиција не принципиелно, без оглед на тоа која е разликата, не е пропорционален, туку е бинарен модел, а на некои помали партии како Левица, која веќе не е ни помала партија, им оневозможува воопшто платено политичко рекламирање. Јас може да ви се допаѓа Левица или да не ви се допаѓа Левица, но тие се легитимен политички актер и им следуваат истите права како и на сите други политички партии. Ајде, сега да не биде интервју, но имам едно прашање и потоа и вие се разбира Назим Рашиди и Кржаловски, но едно прашање околу кога сме веќе кај изборниот законник и неизбежна темата се следните избори. Дали платформата на лидерот, така наречениот лидер, така се доживува Игор Ивановски во некаква платформа која е фракција на СДСМ, дали тие имаат некакви шанси, но претходно моето прашање упатено кон вас, СДСМ имаше прилично нервозен став и соопштение во кое бевте навредувани прилично, обвинувани за вашиот став околу оваа платформа која ја нарекувам на Игор Ивановски. Така тој се доживува, го доживува јавноста како лидер. Да. Не сметам дека е моја работа да полемизирам со партиите околу... Јас сум напишал што сум мислел во колумна. Тоа и денес го мислам дека опозицијските иницијативи кои се појавија надвор од етаблираната опозиција, како Мира Церар во Словенија, Мост во Хрватска, Маѓар во Унгарија и студентите во Србија, понекогаш знаат да ја разбудат опозицијата, дека не секогаш треба да се доживуваат како некој што ќе ја канибализира. Тоа дојде во една комплицирана политичка ситуација за СДСМ, го сметам тоа за дел од редовниот шлагворд. Што се однесува до можностите на платформата. Видете, тие во моментот не кажуваат дали ќе станат политичко движење, дали ја гледаат својата иднина во рамките на СДСМ надвор. Доколку се станат вистински прогнозите, односно шпекулациите дека ние се движиме кон предвремени парламентарни избори на пролет. Какви се нивните шанси? Тоа е моето прашање. Тешко е дека тие во тој период ќе можат да создадат политичка структура која ќе може да парира било на опозицијата, било на власта, доколку изборите се толку брзо. Тогаш им се исплати да направат пуч во СДСМ и да го сменат Венко Филипче, за тоа и се борат конечно. Па сега, зашто се борат, мислам дека е попатно да ги прашате, или им гледам да не добро, тоа се нивните идеи изјави, но ајде, ставот на Назим Рашиди. Какви шанси има оваа платформа? Вака, начелно, ако отварате дискусии во јавноста со цел да се дебатира, да се дискутираат одредени теми, да се има поголема информација, нема ништо лошо. Значи, ја стварно затоа зборувам општо, не сум многу упатен што се случува внатре во СДСМ, но од друга страна, сите политички партии имаат своји статуси и правила на игра. Па, ако тоа е одредено на некој начин во внатре организационите структури на партијата, како се менува еден председател или некој, не знам, одборите и сето тоа може би и легитимно прашање. Ова што го кажувам не важи само за СДСМ, него за сите партии. Понекогаш ние тука во минатото сме имале проблем, бидејќи тие што не биле задоволни со начинот како одреден лидер ја водел партијата, не им направиле, не пуч, тој збор не го употребувам, но не им направиле анализа или механизам или повикување на органите на партијата за да биде отворена демократска дискусија и некој да изгуби власт или некој да добие. Го имам предвид ова што го кажувам, тоа што се случува во Британија, да речеме. Цела лабористичка партија му направи огромен притисок на премиерот, кој веќе даде оставка, бидејќи структурите на партијата таков притисок праве. Ако е тоа дел од начинот како функционира. Но ние не гледаме во СДСМ никаков притисок. Тоа викам, ако е дел од таква структура, такви
правила на игра, можеби е демократски, тоа не знам, значи не можам да го сметам. За второто прашање, би сакал да го гледам, ова ми е идејата, како демократски начин на дискусија внатре во партијата. Значи, ако тие не се задоволни, таков наратив нека има. Не само за нив, зборувам за сите. Бидејќи сме имале примери во албанскиот блок, каде поради незадоволство, наместо да се сменат лидерите на партиите, одма сме имале нови партии. Но имаме обвинувања, Назим Рашиди, имаме сериозни обвинувања од двете страни. Но не знам оваа група дали ова го сака. Тоа сакам да кажам. А за другиот момент, нели, тоа што го зборувавме, тоа веќе нели би требало сами партиите или самата партија да реши што сака да направи понатаму. Мислам дека се согласувам, тешко е сега ако се оформиш како партија да имаш некаков импакт на избори, не знам, но сепак дилемата е голема, дали ќе има, дали ќе нема. Добро, ајде Кршаловски. Треба ли да се обединат, наместо да престанат да се закануваат и обвинуваат, да се обединат оваа струја, оваа фракција, да си подадат рака и да договорат како ќе настапат на следните избори? Да бидам консистентен со тоа што го прво го кажав во емисијата, да, консензус треба да се стремат кон консензус. Прашањето е зошто се доведе до оваква ситуација и би кажал една шега за англиската трева и да поврзам со нашата и нивната демократија. Вика, наш човек сакал, нели, видел Англија како е трева зеленува и прашал англичанец како е, ќе земеш англиска трева, ќе ја посадиш, ќе полеваш, секој ден ќе косиш на 7 дена. Немојте да за македонците премногу работа. Година дена си тера нашиот човек. Така, ама после година дена доаѓа англизот, вика, не е вака, тоа е, вика, правиш ли кој што ти реков? Вика, правам. После зема ли англиска сена? Вика, после, да. Ко полеваш ли секој ден? Полевам. Косеш ли секој 3-4 дена? Косам. Па сега така 200 години ќе биде како англиската. Така и демократијата англиска е малце од Магна Карта 800 години стара. Кај нас ќе треба да созрат вклучително партиските демократи и предпоставам дека таму има некоја кочница, зошто не се овозможили, пошто коментарот на СДСМ, едниот коментар беше зошто не го направи листо ова во СДСМ, во рамките на партијата. Тие велат не ни дозволуваат. Значи тука нешто шкрипи овакво и би завршил со уште една шега што е поврзана со Петар. А тоа е, нели беше нападнат за колумната што имаше, како што кажете. Во Дојче Веле, да. И онаш, кога го прочита соопштението на СДСМ, најсмешниот коментар што го добив беше дека СДСМ требало да го ангажира Петар Арсовски да им го напише соопштението против него. Да. Подобро ќе било напишено секако. Да. На крај сме благодарам што бевте гости. Благодарам. Благодарам што ме гледавте. Пријатно.